Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате осмиот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам, напишана од Рашид Ахмад Чоодри. Книгата Приказни од времето на раниот ислам за прв пат е печатена во 1975 година под насловот Златните дела на муслиманите. Од тогаш имаме голема побарувачка за неа и во Велика Британија и надвор од неа. सागरे हुस्न तो सागरे हुस्न तो Љубезност кон родителите. Едно од основните учења на Куранот е дека мораме да покажеме голема почит кон нашите родители. Во исламот љубовта кон родителите и должноста кон нив се на повисоко место отколку љубовта кон децата и должноста кон нив. Честниот Куран вели: Твојот Господар наредил, не моли се на никој освен на него и покажувајте добри дела кон своите родители. Ако еден од нив или двајцата со тебе доживеат старост, никогаш не вели оф заради нив и не повишувај го гласот со нив, туку со благи зборови зборувај со нив и со почит. Биди понизно благ со нив и моли: Господару мој, смилувај им се на двајцата, како тие на мене додека ме одгледуваа кога бев дете. Ова покажува дека родителите во поодминати години треба да бидат негувани и пазени и сакани, како што се негувани малите деца од страна на родителите за време на детството. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Дженнетот е под мајчините нозе. Еднаш дошол кај него еден човек и го прашал: Аллахов пратенику, на кој од моите роднини попрво треба да му обратам внимание? Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем одговорил: на твојата мајка. Човекот прашал потоа: а после неа? Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем му одговорил: на твојата мајка. Човекот прашал и по трет пат: а после мојата мајка? Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем пак му одговорил: на твојата мајка. Кога го прашал по четврти пат, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем одговорил: на твојот татко, а потоа на твоите роднини по редоследот на сродството со тебе. Кога Мека паднала во власт на муслиманите, Хазрети Абу Бакр разијалаху анху го довел својот татко, кој бил многу стар, да го запознае честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем му рекол на Хазрети Абу Бакр разијалаху анху: зошто го изложуваш на невојли татко ти, па си го довел ваму да се запознае со мене? Јас самиот попрво ќе отидев кај него да го видам. Исто така рекол: најнесрекна личност е онаа која ќе ја пропушти можноста да им служи на своите родители и да ја изгуби шансата да добие дженнет преку љубезноста кон нив. Писма до кралевите. Откако се населил во Медина, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем испратил писма до различни владетели, повикувајќи ги на ислам. Едно такво писмо било испратено и на владетелот на Абисинија, кој бил христијанин. Во него пишувало: во името на Аллах милостивиот, somilosниот, од Мухамед, Божиот пратеник, до негусот на Абисинија. Нека е мир Божи над вас, о владетелу. Го молев за вас едниот и единствен Бог, никој друг освен него не е вреден да биде обожуван. Тој е крал над кралевите, извор на секое совршенство, ослободен од сите недостатоци. Тој е заштитник на сите негови суштества и со мир ги обезбедува своите робови. Сведочам дека Иса алейхи селам, синот на Мерием, е Божиот пратеник, кој бил даден заради нејзиното посветување на него и заради исполнување на ветувањето кое Бог ги го дал. Ве повикувам да ми се придружите во обожувањето на едниот и единствен Бог. Ве повикувам исто така да ме следите и да верувате во Бога кој ме пратил. Ве повикувам вас и вашиот народ да се придружите на силите на семокниот Бог. Јас ќе ја извршувам овде својата должност како што вам ви испратив Божја порака. Тоа го направив со искрено срце и се надевам дека ќе ја вреднувате искреноста што ја носи оваа порака. Оној кој се покорува на Божјото водење, него Бог го благословува. Кога ова писмо стигнало до владетелот, тој покажал големо почитување кон него.
Го зел писмото во рацете, го приближил до очите, па со почит го ставил во кутија велејки. Додека ова писмо е сигурно и моето кралство е сигурно. Она што владетелот го рекол станало вистина. И се додека муслиманската империја се ширела преку Индија и Кина, во еден правец и Шпанија и Мароко во другиот, во Абисинија и понатаму, без никакви попречувања владеел Негус. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем слично писмо му напишал и на владетелот на Иран. Кога стигнало писмото до него, му наредил на преведувачот да го прочита. Кога му било објаснето значењето на писмото, поцрвенел од бес, го зел писмото и го искинал на ситни парчиња. Кога му било јавено на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем што сторил владетелот со неговото писмо, тој рекол: "Она што тој го направил со моето писмо, Аллах ќе го направи со неговото кралство." Но бесот на кралот не завршил тука. Му наредил на гувернерот на Јемен да испрати војници по честниот пратеник салаллаху алейхи веселем и да го доведат пред кралот. Така гувернерот испратил двајца војници во Медина да го уапсат честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Исто така им дал и писмо да му го однесат на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, во кое пишувало дека тој треба да појде со војниците без да се спротиставува. Кога пристигнале во Медина, војниците му кажале на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем причината за нивното доаѓање. Кога пристигнале во Медина, војниците му ја кажале на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем причината за нивното доаѓање. Му рекле дека ако тој одбие да појде со нив, тој и неговиот народ ќе бидат уништени. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем ги сослушал и им рекол да дојдат по него следното утро. Преку ноќта тој се молел на семокниот Бог и тогаш му дошла објава: "Синот го уби таткото оваа ноќ." Утрото кога дошле двата војника, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем им кажал што му било објавено. Тој исто така им дал писмо со одговор, адресирано до гувернерот на Јемен, спомнувајќи го убиството на владетелот од страна на неговиот син. Кога гувернерот го примил овој одговор, рекол: "Доколку овој човек е вистински пратеник, ова ќе се случи, а доколку не е, нека им помогне Бог и нему и на неговиот народ." Набргу после тоа гласниците од Иран ја потврдиле веста дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем бил во право. Била променета и одлуката за апсењето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Гувернерот бил толку импресиониран што тој и многу негови пријатели го прифатиле исламот. के रहे होश बजा दिल भी कब्जे में दिल भी Силата на довата. Довата, примерно, значи начин на кој човек му се приближува на Бога, Семокниот. Бог вели во честниот Куран: "А кога моите робови ќе те прашаат за мене, јас сум на вистина близу. Јас одговорам на молитвата, на молителите кога ме викаат. Затоа, тие треба да ме повикуваат и да веруваат во мене, за да бидат упатени." Како и да е, човек може да биде мокен, но секоја негова работа зависи од Божјата волја и помош, каде и ќе се врати. Дури и честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, како и останатите, имаа потреба од неговата милост и благосостојба. Тој молел за неговото упатство и помош во сите работи и ситуации. Овде се неколку примери кои покажуваат колку Бог внимателно ги слуша своите. Еднаш одамна, за време на суша, Медина се соочила со глад и жет. Додека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем држал худба, некој од присутните повикал: "О, Аллахов пратенику, стоката умира од глад и жет. Луѓето гладуваат до смрт. Моли го Бога преку својата милост да ни испрати дожд." Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем ги подигнал рацете и го молел Бога за дожд. Небото кое било сосема чисто, одеднаш се покрило со песочна бура. Потоа се појавиле темни облаци кои донеле небесен дожд. Облеката на луѓето била мокра додека трчале на дома. Дождот врнел цели 7 дена.
Луѓето се загрижиле. Следниот петок, додека пратеникот држел худба, истиот човек или некој друг станал и рекол: дождот прави штета, ги уништува куките, моли го Бога да го запре. Честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем се насмеал и замолил повторно. Набргу облаците се расчистиле и Медина пак била осветлена. Мајка му на Абу Хурейра била неверничка. Тој многу се трудел да ја убеди, но таа никако не сакала да го прифати исламот. Еден ден, додека разговарал со неа, таа зборувала против честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Хазрети Абу Хурейра разијаллаху анху многу се загрижил. Отишол кај честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем и откако ја раскажал целата случка, го молел да прави дова до Бога, да ја упати на вистинскиот пат. Честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем го молел Бога за неа. Подоцна, кога Хазрети Абу Хурейра разијаллаху анху се врати дома, ја нашол вратата на куќата затворена. Тој троптал на вратата. Мајка му рекла малку да почека. Таа била избајњата и со нови алишта и го пречекала со зборовите: нема друг Бог освен Аллах Джелешануху и Мухамед саллаллаху алейхи веселем е неговиот пратеник. Хазрети Абу Хурейра разијаллаху анху бил толку многу среќен што отрчал назад кај честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем да му ја пренесе оваа добра вест. Еднаш Саад бин Аби Вакас, кој му се придружил на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем во Мека, многу се разболел. Немало надеж дека ќе преживее и неговите роднини биле спремни да му ја исполнат желбата. Честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем дошол да го види. Саад му рекол: Аллахов пратенику, одам да умрам во градот од кој сме протерани. Честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем го тешел: не, ти нема да умреш, ако даде Бог. Потоа направил 3 дови за негово закрепнување. Неговите дови биле примени и Саад наскоро оздравел од болеста и живеел следните 15 години. Маскираниот Омер. Кога се преселил Хазрети Абу Бакр разијаллаху анху, Омер бил избран за втор халифа. Тој бил висок, добро граден и русокос, бил добар говорник, праведен водач и бил многу дисциплиниран. Бил човек со едноставни навики. Кога станал водач, располагал со големо богатство, злато, сребро, скапоцени камења и други скапоценности, додека неговиот мантил бил закрпен на многу места. Тој бил првиот водач што го водел правниот систем во државата. Ги посетувал семејствата на верниците и бил далеку од дома, купувајќи потребни работи за нив, пишувал писма за нив и дури нивните писма ги испорачувал лично. Бил многу загрижен со состојбата на својот народ. Така, тој често во мракот сам излегувал за да ја разбере состојбата на својот народ. Една вечер, додека шетал во мракот, чул некое дете како плаче. Привлечен од плачот, тргнал на кај шаторот од каде што стигал звукот. Видел како една жена стои пред огнот. Видел дека жената нешто готви, додека нејзините деца седат наоколу. За децата било досна да ручаат. Омер и пришол на жената и ја прашал: што има во лонецот на огнот? Таа му објаснила дека нема храна да ги нахрани децата и дека во лонецот ставила вода и камења на огнот, со цел да направи впечаток дека нешто се готви. Омер бил вознемирен кога го чул тоа. Отрчал во подрумот, земал една вреќа брашно, месо, масло за готвење и неколку урми и се вратил во шаторот. Неговите слуги го молеле тие да го носат товарот, но ги одбил велејки им: тоа е моја одговорност, нема вие да ми го носите товарот на судниот ден. Кога стигнал кај шаторот и ги дал работите на жената и рекол да спреми јадење, во меѓувреме децата заспале изгладнети. Хазрети Омер разијаллаху анху почекал да биде спремно јадењето, па ги разбудил децата за да јадат. Жената му заблагодарила за неговата љубезност и изразувајќи му благодарност му рекла: би било многу подобро ти да си калифа на муслиманите отколку тој Кутар Омер, што не знае во каква состојба му се наоѓа народот. Омер и рекол: па мајко, Омер и не е така лош, и заминал.
कोई तालिबे दीदार भी हो. Денес го завршивме 8-миот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам. Еселаму алейкум.